Добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Ваш пратеник. Денес за животот, но и за политиката, ке разговарам со пратеникот Реџеп Исмаил од Левица. Добро дојдовте во Собраниското ТВ студио. Благодарам, добро најдов. Вие сте магистар по политички науки. Кога читав за вашата биографија, едно ваше интервју, имате речено за себе дека имате работено најразлични работи, дури на печалба сте биле. Сега, дали политиката ви интересираше во тие денови или во средношколските денови? Што беше за вас пресудно за да вие решите да влезете во политика? Па пред се морам да кажам дека мојата класна предодреденост практично ме натера да бидам во политиката практично. Јас сум класата која што нема работничката класа, која што нема капитал, приморана е да го рента својот труд на оние кои што имаат капитал. Тоа е една работа, значи затоа и сум во левичарска партија која што се залага за социјализам. Значи класната борба ја гледа како примарна општествена борба. Затоа временски кога сум бил во политика, со оглед на тоа дека опцијата од каде што доаѓам од наша политичката партија Левица, не само што сум оформувач нејзе, туку јас сум во дел и од движењата која што и предстои на политичката партија Левица, а тоа е движењето за социјална правда Ленка и сите оние, да кажам, младалашки активности на таа една посттранзициска критично настроена младина која што на времето почна да ги предизвикува се поголемите и поголемите социјални проблеми кои што се појавува после приватизацијата во Македонија, нашето длабоко навлегување во капитализмот. Така да можам да кажам дека не дека нешто ме натера вака, јас од секогаш сум бил во политиката практично, значи движењето за социјална правда Ленка е политичко движење пред се. И кога ги исцрпивме методите на делување вонпартиски, ние решивме да формираме партија, ја формиравме политичката партија Левица и денеска сме тука. Вие сте роден во Скопје и секој регион носи своји вредности. Што преодвладуваше вие да ги стекнете тие вредности и како тие вредности ги одразувате врз младите генерации? Вака сега не би знаел за какви вредности зборуваме, но ако зборуваме за вредности кои што ги носиме со традициите, со нашата етничка предодреденост, религиска, културолошка, тоа е нешто за мене што е лично. Тоа што не го мешам јас во јавниот дискус, односно во мојата политичка активност. Јас сум доследен секуларист и при интеракција со јавноста во однос на политичките прашања, односно на јавните прашања, мене ми се важни единствено идеолошките вредности и прецепирајќи ги нив се поставувам во однос на луѓето кои што се пред мене или организациите или прашањата, без разлика тоа. И се обидувате ли овие вредности да ги пренесете? Секако јас она од традиција што се обидувам да го пренесам е само југословенската социјалистичка и партизанска традиција која што ја имаме ние како држава и како нација. Јас работам генерално со младите во нашата партија и во оваа насока се разбира дека работам да ги пренесам идеолошките вредности на партијата и на нашата идеологија на нив, вклучително да можат да ги поимат во современите услови. Знаете, тоа е многу важно, не да бидат само нешто што е некој си историски рецидив, туку многу е важно да ги поимат тие вредности, социјалистичките и левичарските вредности во околностите кои што денеска се наоѓаат. Реков на почетокот дека имате работено разни професии или работи. И ова што го кажавте сега, дали тоа вкупно влијаеше или имаше, ви помогна во вашата работа како пратеник, сега овде во Собранието, сите тие искуства кои ги имате стекнати? Па со оглед на тоа што студирав на Државниот универзитет на правен на политички науки, таму и имам магистрирано, секако дека многу повеќе доаѓа во контакт
дури и научно, што се вели, со она што значи правниот поредок на државата. И тие работи секако дека мислам дека ние кои што доаѓаме од таквите бранши имаме некоја предност во таа насока. Но за жал работите не секако од книгите во практиката, особено не во македонската политичка практика, за жал, можам да кажам. И тоа можеби не толку ми помогна, но секако дека ме инспирира и ми дава мотив понатаму да продолжам во она што сме го зацртале ние како политичка дружина, да кажам, како партија. Член сте на неколку собраниски комисии. Зашто најповеќе се залагате и што најповеќе браните при вашата работа во овие комисии? Па, бранам пред се она што јас го нарекувам дека со носење на закон не може да се предизвика врнење на дожд. А тоа е поради тоа што кај нас генерално се перцепира и собранието се користи за тоа да се буквално само да се штанцаат закони, односно имаме инфлација на регулатива. Значи имаме премногу регулатива која што цело време некакви акти се донесуваат во собрание, но не се спроведуваат политики. Ја доаѓам од политичките науки и знам дека треба да се спроведат политики пред носење на самиот закон и после него особено за имплементирање. Кај нас тоа изоставува и генерално конципирањето на закониве се поима како нешто што се ќе се уреди во законот или во подзаконски акт на вако. А многу малку имаме пренесено искуство колку капацитети има институцијата што треба да го имплементира, што треба да смени внатре, дали им треба некои други човекови ресурси, па и други ресурси што треба да го спроведат. И најчесто за тоа мислам дека имаме најголем проблем во имплементација на законите, затоа што не се работи претходно и особено потоа. А претходно е важно за да уште еднаш се добие искуството на тоа што треба да се промени. Значи мислам дека при носење ние на законите немаме нешто многу визија во собранието, односно оние кои што ги предлагаат, се разбира, јас сум пратеник од опозицијата, не се насочени, мислам дека не е визијата доста јасна на вистина каде треба кои промени да се направат и особено нема представени никакви валоризирачки елементи кои што после ќе покажат дека на вистина тој закон, таа регулатива која што сме донели, како ќе ја мериме дека е успешна, ме разбирате? Значи ние немаме критериуми поставено. А инаку она што се трудам јас на собраниските комисии од кои што сум член, да го бранаме увек јавниот интерес наспроти приватниот капитал. Затоа сум и во левичарска партија. Се среќавате со граѓани, петокот е и така определен ден за средби со граѓаните. Кои се нивните барања од вас како пратеник? Што најповеќе бараат они? Па, да, обично петок е ден за средби, но за жал некогаш може да се закажат и ние имавме случаи, веќе јас година и нешто сум пратеник, имаме случаи каде што во петок се закажуваат комисии, па дури и седници имавме. И тоа е многу лошо, некогаш имаш веќе закажано средби. И јас некогаш ги правам и моите средби со граѓаните, тоа се симпатизери на партијата и мојата партиска канцеларија, во својство на пратеник секако. Но морам да забележам дека граѓаните кои што доаѓаат на средбите, генерално, пошто видете сега, ние не можеме да решаваме индивидуални проблеми, многу ретко. Тоа е ако некој случај има, па ние преку пратеничко прашање побараме директно за тој случај, нели има таква, значи директно министерот да ни одговори во однос на тој случај. Но граѓаните генерално доаѓаат за лични проблеми кои што немаат никаков исход, немаат никакво барање претходно, тука едноставно како да си го кажат проблемот, што се вика, затоа што институциите верувам дека е многу тешко да стигнат до нив.
И што е за мене, како да кажам, најголем проблем, доаѓаат генерално со проблеми од која што е надлежност на судската инстанца. Знаете, ние немаме многу можност, ние сме посебна власт во поделбата на власта, така да ние не можеме ништо да решаваме таму, освен системски проблеми. И сега, иако има, морам да кажам, луѓе кои што размислуваат на еден системски начин и кога даваат добри идеи во однос на областа во која он делува како професионалец, не знам. Имав средба со како пример со инженер кој што се занимава со следење на работата во електростопанството. Разбирате, и од таму во однос на новиот закон за енергетика кој што се донесе, имавме многу плодни средби. И тоа доведе до јас да составам и неколку амандмани во однос на законот. Но генерално луѓето доаѓаат за лични и особено исто комунални проблеми, што исто така немаме некој допир. Јас како потпредседател на партијата од каде што доаѓам и како некој искусен кој што претходно бил советник во Советот на град Скопје, некогаш и тие проблеми преку нашите советници кои што се во најразличните совети се обидувам да ги канализирам. И тоа е отприлика. Рано е да зборуваме за крајот на мандатот и помина само една година. Но кога би сакале да бидете запаметен на крајот на мандатот за една работа, која би била таа? Тешко е да одвојам една, може две да кажам. Може. Значи, прво, во идниот период би сакал да се позанимавам со она што јас го викам да се стави рамка каде нашата армија може да делува. Односно, мојата идеја е собранието да донесе акт кој што ќе забрани на армијата на Република Македонија да учествува во воени дејствија надвор од границите на Република Македонија и особено во воени мисии кои што немаат одобрение од Обединетите нации. Значи, мислам дека тоа е круцијално во овие моменти на една геополитичка каргаша која што се случува моментално во светот. И друго, би сакал, тоа е малце потешка задача, верувам, би сакал национализација на сите капацитети во однос на електричната енергија во Македонија, затоа што сметам дека тоа е голем пропуст на нашата држава да електростопанството премине во приватни раци, особено во странски капитал како што е сега. И тоа мислам дека е многу важно, круцијално за иднината на Република Македонија, да се врати под државна капа и електростопанството да не биде за профит, туку да мислина да биде јавна услуга. Благодарам и на вас.